Денес се наоѓаме пред уште едно гордо лице на градот, една многу неугледна гледка што го прави впечатокот на Охриѓани, а и на туристите кои што доаѓаат во него многу непристоен. Ова е место каде што долги години наназад градоначалникот и локалната самоуправа постојано обетува дека ќе изградат покриен зелен пазар. Ова е место каде што не се обезбедени ни минимум безбедносни услови за продажба на храна, ниту хигиено-епидемиолошки, ниту санитарно-технички услови за продажба на истата. Ова е место каде што честните граѓани од Охрид и од околината поминуваат низ голготи, мрзнат на снег и на дожд за да ги продадат своите производи и да заработат парче леп за своето семејство. На ова место ние како идна локална самоуправа во нашиот програм ветивме и ќе реализираме изградба на еден современ покриен зелен пазар кој ќе ги задоволува сите хигиено-епидемиолошки и санитарно-технички услови за продажба на храна и во исто време тоа ќе биде во архитектонска смисла убав објект кој ќе го личи градот и ќе го прави едно од убавите лица на овој град. Со придружните објекти кои што ќе го обслужуваат овој иден пазар, покриен објект, имаме намера она што постојано го напоменувам, да ги вратиме и традиционалните вредности на Охриѓани. Ова да биде и собиралиште на луѓе кои што ќе можат да направат чесен муабет, да поразговараат, да си поприкажат за своите животни патишта, во исто време продавајќи ги и своите бренд производи кои се познати за нашиот Охридски пазар, а тоа се охридските цреши, јагодите од Лесковец и други производи по кои што Охридскиот пазар е познат за туристите. Значи, ова ќе биде едно од убавите лица и граѓаните на Охрид тоа знаат да го препознаат, знаат да препочитаат дела, а не зборови и со нашата програма ние ќе им го докажеме тоа. Ви благодарам.